На 9 години и 2 месеци затвор е осуден Бобан Смилевски, првообвинет за милионскиот грабеж во Тутунска банка. Неговиот брат Горан Смилевски, кој како и Бобан се товареше за тешка кражба и затајување, е осуден на 6 години и 6 месеци. Борис Мичевски, кој наводно ги превезол украдените пари, доби казна од 5 години и 2 месеци. Четврто обвинетиот Мирослав Каевски доби условна казна затвор од 2 години. Тројцата првообвинети во рок од 1 година на правосилноста на пресудата треба солидарно да ја надоместат штетата на Тутунска банка. Парите не се пронајдени. Специјалното јавно обвинителство денеска влезе во просториите на град Скопје. Од СЈО вела дека одржале работен состанок без да откриваат детали од средбата, но неофицијално се разговарало за отпочнување со работка со која ќе се чешлаат документите за проектот Скопје 2014, но и други материјали, за кои СЈО има индиции и се сомнева дека имало криминал според прислушуваните разговори. Твитер профилот на американскиот претседател Доналд Трамп, Real Доналд Трамп, извесно време беше недостапен со порака дека страницата не постои. Профилот беше исклучен 11 минути, а потоа вратен онлайн, се вели во објавата од компанијата. Подоцна Твитер објави дека нивната интерна истрага покажала дека на лицето кое го деактивирало профилот, тоа му бил последен работен ден во компанијата.